Ниту една цена за имплементација на законот за двојазичност не е поголема од цената на мирот и добрите меѓуетнички односи. Значи ли ваквата изјава на Артан Груби закана за стабилноста во Македонија, откако Венецијанската комисија сериозно забележува дека двојазичноста може да го струши правниот систем во земјава. Комисијата ги поздравува унапредените јазични права на албанскиот јазик и изразува загриженост само околу цената на имплементацијата на овој закон, како и санкциите. Јас сметам дека цената на мирот, цената на еднаквоста и цената на меѓуетничките односи е неспоредлива со цената на имплементација, символичната цена на имплементација на еден закон. Ставот на Комисијата за законот за јазици е политички срам за државата, но и правна шлаканица за владата на Зоран Заев, оценуваат и од опозицијата. Очекуваме Заев барем да го исполни ветувањето кое што претходно го даде, дека забелешките од Венецијанската комисија ќе бидат преточени во амандмани за измени на овој текст и истиот да биде надополнет за да може да биде применлив. Истовремено, како партија ќе побараме да се симне од дневен ред точката за законот за агенцијата за спроведување на законот за јазици, каде што се предвидени и санкции и казни, кои што се бесмислени во момент кога имаме меѓународно мислење кое што проценува дека овој закон е неприменлив во многу делови. Препораките на меѓународното тело сепак не ги вознемирија ниту од влада, ниту од Министерството за правда. Со идентично соопштение најавуваат дека ќе чекале документот да стане официјален за да го коментираат. Мислењето на експертите од Венецијанската комисија е класифицирано, се до неговото усвојување од комисијата кога станува официјално. Владата на Република Северна Македонија ќе почека до објавување на конечна и официјална верзија на мислењето, а дотогаш нема да коментира. Е соопштението од владата. Законот за двојазичност кој произлезе како столб на тиранската платформа речиси една година беше заглавен и собраниските органи, со прекрашување на деловникот на парламентот, откако неколку пати тогашниот председател Иванов одби да стави подпис на законското решение, искористи и суспензивно вето, лани во јануари спикерот Џафери законот го објави во службен весник и истиот стапи во сила.